Во првиот дел од емисијата и во ведните информации споменав дека ракот на дојката е она што денеска ќе го акцентираме и посебно ќе го третираме во фактор здравје, а ќе дадеме посебен акцент и специфичности на раната дијагностика како гарант или предуслов за излекување на оваа малигна болест. Во првата рубрика истражувањата докажаа, дозволете ми да ви откриам неколку информации кои што се однесуваат на ова најчесто, ќе повторам уште еднаш, малигно заболување кај жената. Раното откривање на ракот на дојка е предуслов за навремено отпочнување на терапија и успешно лекување на болеста. Ова малигно заболување е најчестиот вид на малигна болест меѓу жените во Австралија. Околу 13.000 жени се дијагностицираат годишно од оваа малигна болест, а ракот на дојката може да се појави во било која возраст. Почесто кај жените над 60 години, но околу 1/4 од жените се помлади од 50 годишна возраст. Редовниот самопреглед е најдобар начин за воочување на некоја промена или грудка на дојката. Иако во повеќето случаи грудките се поврзуваат со рак на дојка, всушност 90% од нив се бенигни израстоци кои не се опасни по живот и не предизвикуваат малигна болест. Ја продолжуваме емисијата и информациите во однос на представувањето на гостинот со кој што ќе зборуваме денеска на тема дијагностицирање на рак на дојката. Му посакувам добре дојде на доктор Вања Филиповски, специјалист патолог од клиничката болница Аџибадем Систина во Скопје. Доктор Филиповски, добар ден, добро дојдовте и благодарам за вашето внимание и одзив на поканата. Како сте? Благодарам, добро ве најдов, одлично. Благодарам што денеска ќе зборуваме посебно на овој ден и месец од кога уште еднаш ќе дадеме аспекти на раната дијагноза и откривање на оваа болест. Предлагам да ги видиме блокот реклами по кои што ве поканувам и вие докре да останете со фактор здравје и доколку имате прашања, слободно да се јавите и да ги поставите во текот на емисијата. Изберете дополнителна опција секој месец, само преку Телеком МК апликацијата. Плюс, одберете го вашиот нов Samsung смартфон по одлична цена. Неинвазивно, сигурно, без глади и одрицања, до савршено обликованog тела, до 10 кг за 14 дана. Неинвазивна липосукција, позовите одмах. ДНА Анифарм, групација 5, трговски центар Капитол. Нашите знања и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди, консултации и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, трговски центар Капитол. Моја препорака е користење на најдобрата детска формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настапи. Гекиц значи силен имунитет, Гекиц е здраво детство. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Хербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Прва приватна специјалистичка ординација по интерна медицина и кардиологија Атикор. Комплетни современи дијагностички методи во кабинетите за срцеви и тироидни заболувања. Закажете термин на 02 3110 341. Ординација Атикор, прецизна и квалитетна грижа за вашето здравје. Неплодноста е проблем за кој што ние во Newborn Clinic нудиме решение. Следење на бременост. Минимално инвазивни интервенции. Модерен и комфорен амбиент. Современа ембриолошка лабораторија. Инвитро во соработка со фондот. Тимот на Newborn Clinic се бори за секој нов живот. Г132 плюс Натурал, помоќи код најтежи болести.
Со доктор Вања Филиповски, специјалист патолог, денеска во Фактор здравје ќе потсетам, ќе разговараме на тема дијагностицирање на рак на дојка, а вие доколку имате интерес, слободно јавете се и со задоволство ќе ве вклучиме во емисијата на 6091-924 и 6091-925. Доктор Филиповски, бидејќи споменав и како податок кој што ја потврдува тезата дека ова најчеста малигна болест кај жените, е податокот дека минатата година биле откриени 2 милиони нови случаи и според статистиката водечки земји се развиените во однос на појавност или честотата Бенелукс земјите Белгија, Луксембург, Холандија. Дали тоа значи дека еве ако почнеме од епидемиолошките податоци и раното откривање, кај овие земји најголема свесноста за тоа? Токму така, значи во пораст е дијагностиката на карцином на дојка, првенствено заради тоа што во развиените земји начините на детекција се многу развиени и карциномите се фаќаат во ран стадиум, а тоа е и бенефит за излекување конечно на карциномот на дојката. Значи таму има програми кои што се скрининг програми на национално ниво кои се водат, врз база на кои рана детекција се прави на карциномите на дојката и при тоа има успешен третман. Кога зборуваме за епидемиолошките фактори или зошто се појавува почесто кај жените наспроти мажите, иако и мажите не се имуни на оваа болест, но драстично е поголем бројот на жени. Има ли објаснување зошто? Да, во принцип дојката е хормон зависен орган и заради тоа голем дел од канцерот на дојките е зависен од хормони, поготово естроген хормонот, што нели го има кај жената и заради тоа карциномот на дојката е многу почест или 100 пати почест кај жените отколку кај мажите. Заради цикличната варијација на хормоните кај менструалниот циклус кај жената, исто така варијациите во нивото на естроген, прогестерон, заради пореметување на циклус, исто така се причини кои што може да доведат до карцином на дојка, бидејќи пролиферативната активност на клетките во дојката нели ја има кај жената, додека кај мажите тоа сепак рудиментиран орган. И она што е важно да се спомене дека почесто се јавува кај жените над 50, односно 60 годишна возраст, но не се случаите исклучени тоа да се јави и кај помладите жени. Точно така, значи обично тоа е болест се вика кај жени над 40 годишна возраст, значи возрастни жени. Но исто така треба да се напомене дека и други ризик фактори учествуваат. Значи, постојат многу студии за да се открие кои се тачно причините за појава на карциномите на дојка. Не сите студии се поклопуваат, значи не можеме точно да кажеме, но постојат некои ризик фактори кои што се детектирани сигурно или откриени. Така, кои што се значи статистички правени анализи укажуваат дека кај некои жени почесто се јавува карциномот на дојката, како ризик фактори се споменуваат користење, консумција на алкохол, пушење, понатаму гојазни жени, обезни жени, намалена физичка активност, понатаму исто така жени кои што раѓаат порано и кои што имаат повеќе деца и ги дојат децата, кај нив статистички е многу помал процентот на појава на карцином на дојка, отколку жени кои што подоцна забременуваат или не раѓаат или пак не ги дојат своите деца. Тоа се сепак статистички податоци кои од студија во студија некогаш се подкрепуваат, некогаш се побиваат, така да не е до крај разјаснето кои се ризик факторите целосно. Да, и генетската предиспозиција сигурно како носечки фактор. Или да, ова што го наследно. кажав важи за така наречени спорадични карциноми, канцери на дојка, што се најчести, 90%, но постојат и така наречени фамилиарни канцери, кои што се зависат од генетиката. Обично тие канцери се врзани со се наследни и во прво колено, значи мајка, тетка на жената има канцер на дојка, се прават испитувања за да се одреди, тоа е точно утврдено која е таа фамилиарна генеза. Најдени се мутации на едни гени се нарекуваат БРЦА1 и 2. БРЦА е кратенка од брест карцинома. Тие жени утврдено дека имаат 40 до 80 пати поголема шанса од другата популација да развијат карцином на града. И не само карцином на града, мутациите на тој ген се поврзани и со карцином на јајници, така да таа фамилиарна, да речам, склоност за развој на карцином на града, но да повторам уште еднаш, тоа е многу мал процент од карциномите, значи околу 10%. Остатокот се резултат на така наречени спорадични
карциноми кои првпат се јавуваат. И пред да зборуваме за типовите или стадиумите на ова заболување и дијагнозата за она што сте референтен и стручен, претходно само уште да утврдиме кои се клиничките симптоми или знаци кои што може да наведат на ова заболување, со оглед на фактот дека само прегледот е најдобра, би рекол, и превенција и започнување на таа рана фаза или откривање на било каква промена. Точно. Значи, дојката е орган кој што е најдостапен за анализа и најчесто во 90%... Во преден план е, Така генерално. е, во 90% од случаевите дијагнозата или како да кажам, сомневањето за карцином на дојка го поставува самата жена. Значи, самата жена си знае кога ќе се појави некоја грудка, како се појавила, дали расте, каков е квалитетот, дали нешто друго се случува. Значи, во принцип, најголем број од карциномите на дојка или туморите на дојка се појавуваат како грудка, која најчесто е безболна. Сега, има и некои работи кои што, да речеме, жената, лекарите повеќе ги знаат, па може жената да се обрати на преглед кај лекар, за да таа грудка, квалитетот на грудката, за да ја процени докторот. Ако грудката е нејасно ограничена, фиксирана, не може да се мрда од околното ткиво, тоа дава сомнение дека може да станува збор за малигна грудка, додека бенигните грудки обично се подвижни, може да се движат, начинот на раст, ако споро расте, ако прави некакви импресии врз кожата, покрај пројавата на грудка, ако туморот се прошири на кожата, тогаш имаме промени на самата кожа. Кожата станува задебелена, со појава на едни мали длапки и се дава зголемена цврстина. Тоа е така наречена кожа како кора од портокал, нешто што и во нашата класификација се води како таква, која укажува на проширување на туморот од ткивото на дојката во самата кожа. Постои една форма на карцином на дојка која се вика пеџетова болест, која значи дека туморот се движи низ изводните канали на млечните жлезди и преку брадавката излегува на кожата. Во тој случај се јавуваат други симптоми како што се црвенило на брадавка, понатаму скрами како крусти на самата брадавка, како екцем, како дерматолошко заболување изгледа. Тоа е исто така знак дека може да стане збор за тој посебен облик на карцином на дојка кој се шири по каналите и излегува во околната кожа. И на крајот исто така исцедок од брадавка, обично ако е крвав исцедок, тоа е алармантен знак дека нешто може да се случува. Малигните болести знаат да дадат крвав исцедок. И дали тоа е изолирано или може да се јави билатерално на двете дојки? Какво е вашето искуство? Само да докажам за уште една работа, пошто ќе ги интересира. За крвта зборувате? Ако туморот се наоѓа под брадавката, тој знае да ја фиксира брадавката и да ја вовлече брадавката. Навнатре, значи. Навнатре да ја вовлече. И тоа е исто така еден индиректен знак дека може да има малигна болест. Да, тумори може да се јават на двете дојки, може да се јави дури повеќе тумори на една дојка. Тие тумори може да бидат од исти хистолошки тип, но може да бидат и од различен хистолошки тип. Во принцип, подоцна може ќе зборуваме за типовите, хистопатолошките типови на карциноми на дојка. Постои еден тип кој се вика лобуларен карцином на дојка, кој има голема склоност да се јави мултицентрично, викаме, во повеќе регии на дојката, како посебни независни јазли, и да се јави билатерално, значи се јави во двете дојки. Двете дојки, да. Ќе зборуваме за тоа, но претходно само да ги објасниме степените на ова малигно заболување, бидејќи раната и доцната фаза не е исто во однос на протоколот за лекување натаму. Така, значи, еве, од почетокот видовме дека раната детекција е најбитна. Повторно тоа го нагласуваме уште еднаш. Сега, знаете, ние зборуваме за палпабилна грудка која што е, да речеме, од 1 сантиметар, над 1 сантиметар може да се опипа. Постојат методи кои што го фаќаат, грудките ги фаќаат многу порано. Значи, ако се прават редовен скрининг, на пример мамографии, може да се најдат грудки помали од 1 сантиметар. Предуслов за излекување на болеста е да се фати туморот што е можно помал да биде туморот, бидејќи предпоставка е дека што е можно помал тумор има помала веројатност да дал метастази во регионалните лимфни јазли. Стадиумите, како и кај сите малигни болести, има 4 стадиуми, 1 до 4.
Првиот стадиум е тумор кој што е помал од 2 см и не дал метастази во регионалните лимфни јазди. Вториот стадиум е поделен на стадиум 2А и 2Б, во зависност од тоа дали туморот е во големина меѓу 2 и 5 см, без метастази, тогаш ќе биде стадиум 2А. Ако дал метастази, и тоа ние го мериме бројот на лимфни јазди зафатени со метастази, ќе биде 2Б ако бројот на лимфните јазди е под 4. Доколку е туморот поголем од доколку има поголем број на метастатски депозити во лимфните јазди, тогаш имаме стадиум трет, значи тоа значи присуство на туморски клетки, присуство на метастатски депозити во 4 до 10 лимфни јазди или и тука има субкласификација 3А, 3Б и 3С. Ако се над 10 лимфни јазди зафатени, тогаш се наоѓа во стадиум 3С. Тоа е кога станува збор за малигна болест со метастатски депозити во регионални лимфни јазди. Тоа се лимфните јазди на мишката, аксилата, бидејќи лимфната дренажа од дојката оди во аксилата, постојат и интрамамарни лимфни јазди, на тоа е многу поретко да се движи туморот во спротивна насока. Четврти стадиум значи присуство на далечни метастази. Далечни метастази подразбира далечни лимфни јазди, значи надвор од ова корито што е кај аксилата, односно кај мишката, или во други далечни органи. Обично карциномот на дојка метастазира најчесто во на коските, во белодробието, на плеврата, белодробната марамица, црниот дроб и во мозокот. Да, тоа е значи како последица на тоа доцнежно или подоцнежно напредување на оваа болест. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Ќе направиме пауза за реклами, пауза по која што ќе продолжиме емисијата Фактор здравје и ќе дадеме аспекти на дијагнозата и индикациите за третман на ракот на дојка. Можноста да поставите прашање и директно денеска да учествувате во Фактор здравје ви ја нудиме преку 6091-924, односно 6091-925. Во контекст на месец октомври, со кој што се подигнува свесноста за малигните болести, со посебен акцент на ракот на дојката, денеска зборуваме токму и на тема дијагноза на рак на дојка со доктор Вања Филиповски, специјалист патолог од клиничката болница Аџибадем Систина во Скопје. Докторе, бидејќи кажавме и објаснивме какво заболување е, како се открива и колку е често во однос на дијагностиката, кога имате веќе пациентка која што е упатена од вашите колеги, бидејќи да споменеме тука и третманот и понатаму третирањето на пациентките е мултидисциплинарен, од каде почнува дијагнозата? Ако веќе во рана фаза се открие нешто суспектно или сомнително, покрај мамографот, што понатаму се постапува, односно како процедура прави? Да, во принцип, иницијалната предпоставка за присуство на канцер на дојка ја дава радиологот врз база на тоа што ќе го види на имиджинг техниките, дали ќе биде тоа мамографија како користење на X-зраци или ќе биде ехосонографија, значи ултразвук. Постојат и други техники, магнетна резонанца. Врз база на нивните критериуми за тоа како изгледа лезијата, они можат да предпостават со голема доза на сигурност дали станува збор за малигна или бенигна промена, но децидната дијагноза секогаш ја дава патологот, односно се зема примерок од ткивото, кој што ние патолозите го гледаме под микроскоп и кажуваме дефинитивно дали станува збор за малигна промена или не. Постојат повеќе техники како може да се земе примерок. Или биопсија, или да се биопсира. Биопсија. Може да биде прво тенкоиглена биопсија, со тенка игла се влегува во јазовот, во грудката, се вади материјал и се става под микроскоп да се види дали има малигни клетки или бенигни клетки. Врз база на оваа цитологија, ние викаме цитолошка анализа, се утврдува само дали станува збор за присуство на малигни клетки или не. По искусните патолози може и да навлезат во предпоставка за хистопатолошкиот тип, но хистопатолошкиот тип се знае дека Да, чекам да завршите, имаме гледач. Хистопатолошкиот тип се дава на биопсија од покрупен ткивен примерок, значи така наречена кор биопсија, дебелоиглена биопсија или хируршка биопсија, значи отстранување на целата грудка, при што ние
го гледаме целото ткиво како такво, ја гледаме архитектурата на ткивото и оценуваме дали стана збор за малигна болест или не. Да, се извинувам уште еднаш што ве Ништо. прекинав, но предност даваме на гледачите. Добар ден, на линија, дали сте тука? Ало, добар ден. Добар ден, господјо, ве слушаме. Кој е вашето прашање? Убав ден. И вам исто ви посакувам. Прашањето му е, значи јас сум оперирана, 56 години сум, на 40 години, од карцином на дојка, дуктален инвазивен карцином. Добро. Со извадени 21 лимфна жлезда, во која нема најдено позитивно ништо, стадиум 2А. Добро. Значи немаше на лимфите ништо и примав 8 хемотерапија. Сега, имам проблем само десната рака е тоа. Кога работам ми отекува под мишката и така горе тука кај рамото оток и ме боли. Значи се повеќе и повеќе ме боли, си одам на ехо, си одам на мамографија, значи сите прегледи ги вршам, ништо нема, а зошто од кај болкава ме интересира? Зошто ме боли? Дали ова доволно, докторе, Доволно, за да. совет? Благодарам за вашиот интерес. И чинам дека уште едно јавување, дали сте на линија? Добар ден. Не, доколку имате интерес, слободно јавете се. Да, ова е во суштина прашање за хирург, но во секој случај Позната ви е оваа сигурно проблематиката. Проблематиката е позната бидејќи при вадењето на дојката се вади, рековме, и дел од аксиларното масно ткиво или ткивото што се наоѓа во мишката. Лимфните јазли кои се извадени се вадат со цел да се спречи, да се фатат, ние го викаме тоа линија на одбрана во лимфните јазди каде што се наоѓа туморот, да се извадат лимфните јазди за да се спречи понатамошно продирање на туморот во остатокот од телото. Но тие лимфни јазди дренираат лимфа од целата рака. Со тоа што е извадена... Или отпадни материјали, да бидеме појасно сватени преку Со тоа што е извадена аксилата, протокот на лимфата е отежнат од раката во остатокот од телото и заради тоа при поголем напор, лимфа сепак протекува, но при поголем напор, поради отежнатото движење на лимфата, се прави тој лимфедем, која е позната компликација, која може да се јави после хируршкиот зафат, но за тоа третманот околу таа работа, тоа го прават хирурзите, значи треба да се обрати на хирург, да си ги каже проблемите, за да се види како да се направи таа лимфна дренажа да се оспособи. Да. И да се вратиме на аспектот, зборувавте кога утврдувате дали е малигна, односно бенигна промената со хистопатолошкиот наод, рековте, тенко иглена, односно дебело иглена или кор биопсија. Да. На кор биопсија веќе го имаме ткивниот примерок и можеме да го наблюдуваме туморот во целата негова архитектура, значи како изгледа, како се однесува кон околината. Знаете, за патологот е по-добро да има што поголем примерок, затоа што поголемиот примерок дава повеќе информации. Ние можеме, во завис од тоа, ако имаме поголем примерок, да ја гледаме периферијата на туморот, можеме да ја гледаме централниот дел, можеме да видиме како се однесува према околината. Сите тие елементи ни даваат слика за тоа како изгледа туморот и ние што викаме дали е туморот агресивен и колку е агресивен. Каков му е карактерот, ако можам така да забележам. Значи, прво и основно патологот треба да даде хистопатолошката диагноза. Значи, типови на канцер, еве пациентката спомна дуктален карцином на дојка, што е најчестиот тип на карцином на дојка. Претходно го спомнавме лобуларниот карцином, кој што си има своја специфика, рековме дека може да се јави мултицентрично, може да се јави на двете дојки, да. Тоа се двата најчести облици на карциноми на дојка. Постојат еден куп други поспециализирани форми, например медуларен карцином кој што е пратен со интензивна инфламаторна реакција, постои муцинозен карцином кој што лачи слуз, други типови како папиларен карцином, метапластичен карцином кој диференцира према други ткивни структури. Сите тие различни хистолошки типови имаат различна прогноза и, да речеме, различен третман. Значи, од тука се тргнува. Патологот треба да го даде името и презимето на туморот. Значи, карцином на дојка сепак едно широко поле, тоа е една хетерогена група на болести. И во зависност од хистолошкиот тип, исто така ќе зависи агресивноста. Покрај присуството, покрај тој податок за хистопатолошкиот тип, следната работа која патологот може да ја даде да ја каже на биоптичен примерок е
да укаже на агресивноста на туморот или го викаме ние градусот на туморот. Колку туморските клетки личат на клетките од кои потекнуваат. Дукталниот карцином потекнува од клетките кои ги обложуваат млечните канали, лобуларниот карцином потекнува од клетките кои што ги обложуваат клетките кои го формираат млекото. Сличноста со бенигната варијанта ни укажува колку е диференциран. Што помала сличност, тоа е полошо диференциран, па има една градација од добро диференцирани, умерено средно диференцирани и лошо диференцирани карциноми. Значи и во тие групи хистопатолошки ние треба да дадеме осврт на тоа колку е агресивен туморот, односно колкав е градусот на туморот. Или каков потенцијал може би има. Точно, затоа што не секој дуктален карцином е идентичен. Лошо диференцираниот дуктален карцином многу побрзо ќе се развива отколку добро диференцираниот дуктален карцином. Или како една подваријанта на дуктален карцином е тој тубуларен карцином, одвоен е намерно засебно затоа што е, да речеме, најдобар прогностички, најспоро се развива и има најголема успешност при лечењето. Да. Од кога ќе дадете диагнозата и тоа ќе се утврди и верификува, што понатаму кај овие пациентки? Претпоставувам дека колегите радиолози или онколози, се извинувам, онколозите се тие кои што ординираат и кои што се нели дел од тимот мултидисциплинарен. Точно, значи ние сме во алката помеѓу радиологот, хирургот и онкологот. Сега онкологот, хирургот бара хистопатолошки тип, исто како го интересира, да речеме, и радиологот, ама онкологот бара како може тој тумор да одговори на терапија. Со која терапија туморот може да се третира. Затоа, поготово кај карциномот на дојка, многу е далеко отидено во тоа поле на откривање на начин на кој туморот може да реагира на одредена терапија и онкологот од патологот сега бара да ги одреди, ние ги викаме хормоналните рецептори. Дали туморот е хормон зависен или не е. Ако е туморот хормон зависен, што е во најголем процент на случаи, тогаш онкологот може да употреби соодветна терапија, например тамоксифен се дава, за да може да се третира како блокатор на естрогените рецептори, за да може да се третира тој тумор. На тој примерок што ние го имаме, ние ги правиме тие дополнителни, ги викаме имунохистохемиски анализи, односно утврдуваме присуство на рецептори за естроген хормонот и за прогестерон хормонот, а во скорешно време, како исто така во рутинска пракса се воведува и утврдување на присуство на амплификација на HER2 рецепторот. Тоа е за така наречена таргетирана терапија со еден лек кој што е блокатор на HER2 рецепторот, транстузумаб се вика лекот, моноклонална терапија диригирана кон блокада на клетките кои поседуваат зголемен број на рецептори за HER2. Во суштина, самиот тумор, за да расте, му е потребен стимул. Стимулот го добива или од естроген, или од прогестерон, или од HER2, односно тоа е епидермален фактор на раст. Ако се блокираат местата каде што може да настане тој стимул, клетката ќе изумре, туморската клетка ќе изумре или ќе влезе во, да речеме, програмирана клеточна смрт, апоптоза, и тоа е принципот на кој што се третираат овие тумори. Околу 20% од туморите се позитивни за тој HER2 рецептор и голема револуција направена во третманот на карциномот на дојката кај овие HER2 амплифицирани тумори, ги викаме ние, кои што порано беа многу брз раст и никаква терапија не им делуваше. Со откривањето на моноклоналната терапија, ние можеме овој тип на карциноми, тоест онколозите можат овој тип на карциноми така да го третираат, да заврши лекувањето. Да. Кога хируршки се третира, односно индикацијата нормално повторно вие во соработка со хирурзите, торакалните хирурзи кои што работат на ова поле, да дават? Значи, хирургот ги добива информациите и од патологот и од радиологот. Во смисол, радиологот може да каже колкав е туморот, во која локација се наоѓа. Ние ќе кажеме дали е малигни, колку е агресивен. Ако имаме примерок и од лимфна жлезда која е позитивна, можеме да кажеме дека е проширен во аксиларниот лимфен јазол. И врз база на тоа, хирургот креира своја слика и индивидуално решава за каков тип на оперативен третман ќе направи или ќе индицира. Имаме уште едно јавување да го слушнеме. Добар ден.
Ало? Ало, добар ден, господјо, Ало, одлично ве добар ден. слушаме. Добро дојдовте. Поздрав до вас и до докторот. Ја Благодарам. гледам емисијата и сакам да го прашам нешто. Слободно. Значи, јас не сум оперирана. Го открив пред 3 недели на дојката, открив така нешто тврдо, бев на лекар, ми направија биопсија и сега диагноза, значи, карцинома, мамае, дуктале, латерис, синистри. Добро. Ми рекоа дека ќе ми се јават за 2-3 дена, закажа во државна болница за операција, меѓутоа еве трета недела чекам и се уште не сум повикана и се плашам, сега не знам што да правам. Едноставно. Да. Иначе го открив сама. Да, ви благодарам за вашиот интерес и посакувам успешно да ја излекувате болеста. Господјата го спомена индикацијата за хируршки третман. Дали чекањето може да провоцира побрзо расте? Добро, прво господјата потврди дека најголем број од случаевите жените сами ги откриваат. Да, биопсијата е насока дека да, стварно станува збор за малигна болест и хируршкиот третман треба да следи. Сега околу чекањето не е тоа нешто, некое воспаление, па одма да мора да се реагира хитно. Секоја болница си води своја политика како ќе ги третира соодветните случаеви. Сигурен сум дека кога ќе дојде време ред, значи не станува збор за итна операција. Битно е да се даде точна диагноза и да се даде адекватен третман. Сега околу исто, значи пациентката кажа дека е дуктален карцином на левата града, колку се сеќам. Тука за кој хируршки третман како ќе треба да се третира оваа болест. Прво, хирургот има повеќе опции. Ако станува збор за мало чворче, значи мал јазол или мала грудка, он може и во западните земји е тоа веќе како прифатено како третман да прави туморектомија, штедлива операција, само грудката да се извади. Значи целно на некој начин. Целно да се извади само грудката, нели заради естетски да нема оштетувања и се смета дека ако е мал туморот не би требал да даде метастази. Ако например е поголема грудката и во завис од тоа каде е лоцирана, он може да се одлучи за еден оперативен третман, се вика квадрантектомија или ваѓање на квадрант од градата. Обично најголем процент од карциномите се наоѓаат во така наречен горен латерален квадрант. Квадрантите се добиваат со тоа што ако се прави замислена линија хоризонтална и вертикална низ бредавката, така се делат квадрантите латерален, горен медијален, долен медијален и долен. Значи на 4/4 на некој начин. Најголем број се наоѓаат во горниот латерален квадрант и тоа е адекватно за хирургот да го извади само тој квадрант заедно со лимфните јазли во еден акт. Додека ако се наоѓа туморот на медијалната страна или најлошо под брадавката, во тој случај обично се одлучува хирургот за радикална мастектомија, вадење на целата града, бидејќи ако е под брадавката и она е фиксирана, инфилтрирана, во тој случај не може да се брадавката да се запази, односно при пластика да се пренесе на нова града, тогаш ќе мора да се извади целата града. Значи пристапот е индивидуален од случај до случај. Да, и да го слушнеме последното јавување. Добар ден. Дали сте на линија? Добар ден. Добар ден, ало. Да, ве слушаме, господјо. Кој е вашето прашање? Ало. Да, ве слушаме. Дали сте на линија? Добар ден. Само намалете го тонот на телевизорот и зборувајте во слушалка. Ало. Да, сега ве слушаме. Молам, јас сум оперисана 2005 година, десната града. Добро. И идам на контрола еднаш годишно за мамографија и ехо. И сега се спремам исто ехо да направам ова, па да идам кај докторот, тама знаете како се, јас сум згрчена, не можам да зборам дали од страф. Не сум друго. Него од многу страф и се не знам што ќе биде со резултатите, дали ќе биде добри или не. Да. Благодарам за вашето споделување на искуството. Претпоставувам дека охрабрувањето и позитивната мисла е тоа што треба да води и ова е доказ дека по 14 години жената функционира, излекувана е. Точно. Контролите се оние кои што треба да се прават.
Точно така, иако е најчест тип на тумор, ја повторно ќе кажам, толку е достапен и за самото тоа жените сами можат да си ги откријат на време, односно на време да алармираат, па ние докторите да ја утврдиме болеста во поран стадиум. Ако е стадиумот прв, излекувањето во голем број на случаи е позитивно, ако не е проширена туморот на регионалните јазли. Да, позитивната мисла ќе се согласите таа што треба да ги води без оглед на резултатот. Точно. Тоа што ја плаши на некој начин нема господјата. Нема тоа, ќе мора да си, како ќе ги каже докторот, кога ќе бидат контролите, се оди на контрола и само напред. Да. Оно што јас само ќе ви го кажам е дека следната ваша контрола во Фактор здравје би била за неколку месеци. Покана повторно да ни видите гостин. Благодарам. Да, ми беше задоволство, доктор Филиповски. Благодарам за вашето присуство, поздрав до колегите и довидување до следното наше соочување пред камери. Благодарам се. Благодарам уште еднаш и секое добро. Доктор Вања Филиповски, специјалист патолог, беше денешен ваш и мој гостин овде во студиото на Фактор здравје. Ви благодарам за вашиот интерес, соработка и внимание и поздрав и покана до утре повторно да не следите на исто место и во исто време. Имајте убав ден и пријатен остаток од денот.